Во Македонија од хронична обструктивна белодробна болест боледуваат околу 100.000 лица и е причина за смрт кај околу 900 лица годишно. Во Гостивар годинава спирометрија направиле околу 1500 пациенти и се покажало дека поголемиот дел од нив боледуваат од ХОП. Кај сите пациенти болеста има постепен почеток и поради тоа диагнозата се поставува доцна. Половина од пациентите со хронична обструктивна болест имаат срцеви проблеми, страдаат од психички проблеми и завршуваат со инвалидитет. Причинители се пушењето, загаденоста на воздухот, професионална експонираност, генетска предиспозиција. Скоро 50% од пациентите се недиагностицирани или не знаат дека боледуваат од истата болест. Тоа се должи на пушачките навики на народот, значи на населението, и сите тие симптоми кои што оваа болест ја карактеризираат, односно кашлицата, заморот, тешкото дишење, всушност пациентите го сведуваат на пушачките навики и мислат дека кашлаат од цигарите. Што е ХОП всушност? Каква болест е и што представува? Самото име, хронична обструктивна белодробна болест, кажува дека станува збор за хронична болест, односно болест која трае цел живот. Обструктивна значи обструкција на дишните патишта или намален проток на воздухот низ дишните патишта, кој што за жал е прогресивен. Значи, со текот на годините, како пациентот старее, така и состојбата се влошува, односно прогресијата настанува на проодноста и е болеста иреверзибилна. Симптомите се манифестираат со недостиг на воздух, стегање во градите, персистентна кашлица, чувство на изнемоштеност и замор. Од почеток симптомите прават пациентот да се прилагоди на нив. Контролите за ХОП треба да ги врши секој пациент на возраст од 35 до 40 години кој се жали на недостиг на воздух, има хронична кашлица, продукција на спутум, чести зимски настинки или изложеност на ризик фактори. Не секоја кашлица значи и ХОББ. Значи, кашлица најчесто која трае повеќе од 8 недели во годината и се повторува 2 пати. И е продуктивна. Значи, немате тука сува кашлица, туку имате кашлица која што е пратена со искашлок и пациентите најчесто кажуваат кога ќе дојдат во ординација дека искашлуваат белозникаво, жолтеникаво, дури и зеленикав секрет. Потоа, вториот симптом кој што е многу битен е свирењето во градите. Значи, овие пациенти многу често ви кажуваат дека во ноќно време најчесто им свират градите и не можат да дишат. Чувствуваат замор, малаксаност. Во почетокот, кога болеста е во ран стадиум, обично тој замор или гушење се јавува при физичка активност. Како превентивни мерки се откажување од пушење, избегнување на професионални ризик фактори, подигнување на свеста за загадувањето на воздухот, како и физичката активност. 3 години веќе функционира астма центар, во каде што се работи спирометриско испитување на пациентите, односно спирометриско испитување значи да се испита протокот на воздухот низ дишните патишта и тоа е всушност златен стандард за диагностицирање на хроничната обструктивна белодробна болест. Покрај спирометријата со која што го утврдуваме и степенот на тежината на болеста, значи може да биде лесен, средно тежок и тежок. Покрај спирометрија правиме и рентгенска слика, односно рентгенграфија на белите дробови и секако земаме анамнеза од пациентот и физикален преглед, односно го прегледуваме со слушалка за да видиме што се случува и како се случува и пациентот ни кажува на што се жали. Во тешките форми на болеста потребно е да се користат и системски лекови, кислородна терапија и како најрадикална мерка е пресадување на бели дробови. За третирање на хроничната обструктивна болест од клучно значење е раната диагноза и навременото отпочнување со третман. Пациентите мора да ги слушаат советите од лекарите и редовно да ја користат терапијата за да има успех во лекувањето.